Во основните училишта во Битола веќе некое време успешно се спроведува тактичко-показна вежба за проверка на учениците и персоналот за организирање и планско постапување во случај на итна ситуација, како и проверка на подготвеноста на службите за итен одговор во услови на елементарни непогоди и други кризни ситуации и нивниот капацитет за спроведување на оперативните мерки и активностите. Една таква вежба утре ќе се спроведе токму во основното училиште Коле Канински во Битола. Токму по тој повод денеска со нас е директорката на ова училиште, господја Лидија, и секако командирот на противпожарната служба во Битола, Костадин Поповски. Добре ни дојдовте и двајцата во студиото. Имаме еден убав повод. Најпрво еве ќе го започнеме овој разговор токму со тоа што утре ќе се случува во претпоставувам во училишниот двор во Коле Канински. За каква вежба станува збор? Така, значи утре имаме симулација на пожар. Тоа е како делот во рамките на работа во вонредни услови и делот од мерките за приправност, значи припрема за вакви услови. Така да утре ја организираме втората симулација на непогоди, природни непогоди, тоа е симулација на пожар. Затоа, за таа симулација, ние побаравме помош од стручни лица, че во секој случај тука е пожарната која ни се одзва на овој наш настан. Исто така побаравме помош и од Црвениот крст, брза помош, полиција, од Дирекцијата за заштита и спасување и се разбира општина Битола. Колку луѓе ќе бидат вклучени еве во овој проект, во оваа вежба која што утре ќе се случува? Многу луѓе ќе бидат. А иначе од учениците ќе бидат вклучени директно првата смена, прво, трето, петто, седмо и девето, а додека втората смена ќе дојдат како публика во училишниот двор ќе присуствуваат на истиот настан. Од страна на противпожарната единица, колку ќе бидат вклучени? Па ние ваквите вежби кои што овие последните 2 месеци интензивираат на барање на основните училишта, ќе учествуваме стандардно како да сме во секојдневна приprema. Значи, никакви посебни припреми нема, него сакаме реално се да доближиме, така да таа екипа што утре дежурна, ќе се изводи истата таа работа, која што не да Боже, ако во моментот нешто се случи, нормално се напушта вежбата и се оди на местото каде што треба да види на во вистински ситуации. Значи, една екипа со 8 пожарникари, со едно возило доволно, затоа што така е замислена самата вежба и се надевам дека како сите останати до сегашни, така и сегашни ќе биде добро изведено. Рековте дека овие вежби се спроведуваат по барање на директорите на основните училишта. Знам дека имаше во Тодор Ангелевски, тука беше Гоце Делчев. Колку сте задоволни од тоа, еве, како во време, еве, доколку се случи една таква елементарна непогода, реагираат учениците и персоналот кој што работи во училиштето? Па видите, овие активности ни се поклопуваат и со нашите активности. Значи, затоа што како што знаете, дека мај е денот на пожарникарството во Македонија. Значи цел месец мај, затоа што 20 мај е денот на пожарникарите, така цел мај е месец мај на пожарникарите, каде што нивните активности не се поклопуваат со нашите активности. И од тие вежби, симулации кои што се изработуваат, доста сум задоволен, затоа што пристапот е стварно идеален. Вчераш некнивавме вежба во основно училиште Ѓорѓе Сугоре, каде што поготово на малата првка од прво до четврто беа доста интересно, моравме прем психолошки да ги припремиме дека што е тоа, затоа што сепак се тие деца и кога видат дека тоа е тоа, всичките пожарникари дојдоа ги излекоа надвор и така натаму, мислам им беше доста интересно и сепак влегува одредена сигурност како кај самите деца, така и кај персоналот. И во ова, како се рече директорката, пракса која што треба да продолжи. Значи да продолжи, да е тоа што само така на таков начин може да се добие на степен на безбедност и сигурност на самиот објект. И тоа што во вакви услови најважната работа е мобилизацијата, значи да ги мобилизираш, значи да ги извлечеш
лицата кои што се загрозени или кои што може да бидат загрозени. И се надам дека ова практика сега ќе продолжи поинтензивно. А што се однесува до препораките, јас им препорачувал на секоја јавна установа, не само основно училиште, него секоја една јавна установа треба да види во своите планови за заштита и спасување, да си ги предвиди овие вежбовни активности, ова превенција, затоа што тоа е најдобриот лек. Може и првата ќе биде, ајде условно кажено, не неозбилно, него послободна, втората е веќе позволна, веќе третата, четвртата вежба ќе биде далеко ќе биде постигната, затоа што ќе им се врежи на вработените и на останалите персонал дека е тоа стварно вистината. Вашата професија е мощно интересна за учениците, особено како што рековте за оние помалите. Јас претпоставувам дека учениците и сите оние кои што утре ќе учествуваат се возбудени и со нетрпение го чекаат утрешниот ден. Имавте ли некои подготовки? Така, значи учениците со нетрпение го очекуваат утрешниот ден. Имавме низа на припреми. Значи најпрво од страна на секретар правникот изработени се правилник за заштита од пожари, значи и за вакви елементарни непогоди и акциони планови се изработени. Имаме и наставници кои што ги посети обуките за овие елементарни непогоди, наставничката по историја, значи и секретарот се одговорни за целиот настан. Тие си имаат формирано тимови на кои што имаат зададено задолженија, но и од страна на наставниците по биологија, природни науки, хемија, тие ги одржа и обуките за давање прва помош при вакви ситуации. И истото кога го направивме симулацијата за земјотрес, имавме и симулација на заштита, евакуација на повредените, значи од нивна страна со преврски со се, така да сега веќе со стручни лица со помош во секој случај ќе биде поуспешна и оваа акција. Исто така соопштение им се прочита, им се кажа, значи по насока на командирот кажа дека да не се крева многу паника да има меѓу учениците кога ќе се слушнат и звончето кога ќе се слушни. Излезите ги обележавме што треба, кои ученици каде да излегуваат. Исто така се проверија против пожарните апарати, значи уште еднаш се направи проверка нивна дали се исправни и мислам дека сме спремни за утре да направиме на ваква симулација. Се надеваме дека еве и овде можем да веќе ги донесов и акционите планови да се видат и правилникот што се изработени за ваквите, не дај Боже, вистински ситуации, но како што кажа и командирот се многу корисни, затоа што ние учениците уште од прво одделение ги учат елементарните непогоди по природни науки предметот, да знаат какви штети, кој е начинот што можеме да се спасиме, кој е телефонот што треба да го побараме, и затоа тие ги учат. Но ова, со ваквиот начин на симулација, тие веќе трајни знаења им остануваат како треба да се справат во, не дај Боже, ситуациите ако дојдат вистина. Учениците се предупредени, знаат дека утре тоа е вежба. Што е со, еве вие веќе имавте искуство и со други во училиште, со граѓаните кои што се во близина на училиштето? Се кревали паника, имали паника, се собираат луѓето да видат што се случува? Секој доаѓање на противпожарната возила со сирени, со сигнализација, го зголемува адреналинот и кај секој еден граѓанин. Заради тоа што и нормална реакција, затоа што гледа иди возило во училиште и одма првото се мисли дека нешто се случува, и тоа ние додека доаѓаме на интервенцијата, сепак мораме од се и дојдемо да се тоа рефлектира. Значи граѓаните се интересираат, гледаат што се случува и така да е интересно. Да, така да. Се внесуваат ли и децата во целата таа приказна, во целата таа вежба? Да. Првиот момент е интересен, затоа што првиот сите се остегнати, значи се во некоја си напната ситуација што ќе се случува, после тоа кога ќе почне самата акција и веќе се осеќаат и имаше училиште кои што самите заедно ајде ни да поможеме.
Значи се заинтересирани за ваквите вежби. Ви имавте вежба неодамна и кај железничката станица, исто така. Сега некако ви е мирен период кога се во прашање интервенциите, да продолжа така, се надеваме, но еве, пред нас е периодот кога ќе имаме нагло зголемување на температурите, пред нас е летото. Што тогаш? Една препорака за граѓаните на што да внимаваат, тоа што сега го прават да го продолжат и за во лето да го практикуваат? Дефинитивно пожарите настануваат од човечкиот фактор. Значи, никога сакаме, можеме да... Теоретски, да, можат од природни непогоди, од зголемени температури, фокусни и така натаму, али тоа е чисто теорија. Значи, дефинитивно пожарите настануваат, кога причина пожарите е човечка фактор. Дали е тоа намерно или не намерно, или од нехат, или од не знам, тоа е веќе друга ситуација. Значи, затоа им препорачам, пред секоја летна сезона, ние имавме сега пред неколку 2-3 недели состанок со субјектите кои што стопанисуваат. Значи, тоа е период каде што субјектите и граѓаните треба бидат максимално припремени, значи максимално сигурни, од едноставна причина да, ако не треба, уопште да не пали ога. А знаејќи дека и законски забрането палење ога на отворен простор, тогаш апсолутно не сме никако. Движењето во шума, исто така треба да се внимава. Значи, поемата да се запали фрел пикавец и така нешто, значи, да, може, ама во некои си 99% од можностите за да се настанат пожар, значи претежно е човекот, значи треба да се внимава, значи исклучиво забрането да се пали меги, сува треба, чистење на теренот, па сега јуни, јули месец доаѓа жетвените периоди, значи строго забрането, се единствено и тоа што ги имаме малце да го мислам што ни остана шумски комплекс околу градот Битола да го заштитиме. Сега пред месеци нешто имавме пожар во, да речем, во мртов период. Значи во мртов период, март-април месец, каде што мислам самата природа е заспана, зелена површина, имавме пожар во близината на Лавци, па низ гореа негде околу 10 може и повеќе хектари млада шума. Правим овде една кратка пауза за реклами, јас морам да ве прекинам и одма после тоа се враќаме повторно во студиото и го продолжуваме овој разговор. Еве сме назад повторно во студиото, каде што се уште зборуваме за вежбата која што утре ќе се спроведе во основното училиште Коле Канински во Битола. Учениците, целиот персонал од ово училиште заедно со противпожарната единица од Битола, една симулација на тоа како ќе реагираат кога е во прашање пожар, доколку се случаеве додека се наоѓаат токму во училиштето. Кажавме колку како се ќе учествувате. Исто така да споменеме дека значи пред почетокот тука секако командирот и останатата служба ќе имате едно воведно делче или една лекција за учениците секога е во прашање противпожарната служба пожарите. Значи во договор со командирот се договоривме уште еднаш пред да почне и целиот настан да се има едно кратко предавање од страна на пожарната и општина Битола, ќе се вклучат значи одговорните што се во сите 14 паралелки кои што во првата смена ќе бидат вклучени, да се влези, да се разговара, да им се каже на учениците дека ова е сепак симулација и дека како треба да реагираат. Децата, верувајте, се вистина нестрпливи за да почне сето ова. И уште тоа сакав да се надополнам на разговорот, што тие веќе идоли им се, сите сакаат кога ќе прашаат малите деца што сакаат, пожарникар или полицаец ќе речат. Така да и утре се надевам дека тие само околу нив ќе бидат и цело време ќе ги пратат што треба да се вклучат и да поможат и во самиот настан. Така да мислам дека успешно ќе биде се. Вистина е тоа дека малите кои ќе ги прашаме или пожарникари или полицајци, не знаеме дали е до униформата или до возилото, што е тоа што ги привлекува. Или тоа мисля дека е машка работа. Се случило ли, еве, кога сме веќе кај тоа, каков е интересот кај вас за нови пожарникари? Нема ли интерес или не е дозволено и женските да ги има во таа професија? Не, мислам, Немаме дискриминација, нема никаква така? дискриминација.
Значи, апсолутно нема никаква дискриминација, дека само тоа е служба, професија само за машки пол, апсолутно. За среќа, мислам за несреќа, ние немаме такви. Се надевам дека во догледно време и таа фама ќе се разби. Имаме ни еден проблем. Мислам, има еден проблем, мислам, во контекст на ова сега, дали има интерес младите или не само од женска страна, него опште младите за пожарникарство. Малце се работи на полето на едукацијата. Значи, малце се работи. Затоа што ние во Битола имаме две доброволни противпожарни друштва, имаме сојуз, ама сите функционираат за да функционираат мора да има одреден надомест. Значи, условите за да стане желбата за да биде пожарникар, за да сака службата, се почнува уште од градинка. Значи, таа превенција во однос на ја немаме доволно. Јас се надевам дека со некои си са нови измени, дека тој противпожарен сојуз на ниво на држава, аналогно тој и на локалната самоуправа со заеднички сили ќе најде дека мора ова превенција да види што прописано. Затоа што некаде до периодот до 90-тите години, за да не го спомнуваме тој период, али факт е, во Битола имаше 10 доброволни противпожарни друштва. Секоја една поголема организација имаше доброволно противпожарно друштво. И кога ќе дојде 20 мај, тоа беше плејада на доброволци. Сега тоа го нема. Значи, новиот начин на живење, за разлика од топа во другите држави во Европа или бивши југословенските држави, каде што се многу повеќе се посветува. И мене ме радува тоа што сега и ајде да речам законски ги обврзува училиште да 2 пати годишно да направат. Но јас бил уште посреќен кога да дојде да бират некој си предмет, антрополошки предмет меѓу заштита и она, па да ги тестираат моите што би сакале да изучува. Јас сум сигурен дека би сакале да се запознаат со безбедноста, со пожарите, уште за безбедност. Ако се воведи и практика да дојдат кај вас, тоа ќе биде уште поинтересно. Тоа е редовно и доаѓаме, значи истото кога се учат овие теми, кога и посетат и на општина Битола, секогаш доаѓаме и општина и во тоа е во ред, значи во склопот на нивните фонд на часови тоа го прават. Значи тоа е, а и друго кога имаме еден таков предмет, значи факултативен предмет во училиштата, поготово во основните средните училишта, ќе видите колку ќе биде интересот. Значи колку би биде интересот. Иначе Битола има традиција на доброволци, доброволни пожарникари, и кога се случувале сите пожари овде, поголемите пожари во околината на Битола, се имале голем број на граѓани кои што сакаат да поможат, али дефинитивно тоа е тоа што не можеш секако да пратиш на пожар, затоа што сепак тоа е опасна професија, не е така едноставно, семи било што на себе си и сега одиме ќе гасиме пожари. Јас се надевам дека ова е добра практика, сега што почна со училиште, пајте можеби ако ни даде можности самите да се организираат, јас сум сигурен дека сите професори би го одвоиле првата помош, заштитата од пожари, безбедноста, јас убеден сум во тоа сигурен. Се спроведуваат, се прават ли овие проекти во средните училишта кај нас? Основните веќе ги споменавме, веќе неколку токму овој месец и претходниот имавте такви вежби. Што е со средните училишта? Има интерес, нема интерес кај нив? Званично никој не се обратил до сега. Значи, званично никој не се обратил до сега, али ако има заинтересираност, веројатно немат законска активност, законско барање. Значи, ако се било кој средно училиште, ако се онако, мислам, можеме. Со нив е веќе обуката и пристапот на тие би бил далеку по-ефикасен и во друга форма би била на заштита. Па се надевам дека ќе го слушнат апелот и ќе се јават. Ќе се обратат за на таква вежба. Ова е само еден проект од она што ово основно училиште го спроведе. Полека ја завршувате оваа учебна година, вака една сублимација на сите проекти, на се она што за вас беше најзначајно во оваа учебна година. Па така, се ближиме кон крајот, ама ние не можеме да речеме дека уште се ближиме кон крајот, затоа што уште активности не чекаат до 10 јуни.
Ја завршуваме годината со многу проекти, со многу активности со кои можеме да се пофалиме и сме горди на нив. Значи, покрај проектите кои што ни се дадени од Министерство за образование и наука, тоа е екологијата, со меѓуетничката интеграција проектот. Значи, имавме еден настан за екологија направено на ниво на Битола. Го организиравме собирна акција на електричен и електронски отпад, а додека со МИОТ имавме сертификацијата, значи на преку 40 наставници се сертифицираа нашето училиште. Исто така како голем проект и голема придобивка за подрачните училишта. Знаете дека и кај нас имаме 3 подрачни училишта, тоа е новото училиште во село Поешево, во кое што и сега ученици учат во многу поубави услови, посовремени. И сега што не чека проектот, значи тоа е еве го среда, после настанот со пожарната, со симулацијата на пожар, тоа е караванот на пријателството, кој што до 90-та година функционираше со 6 училишта од 6 бивши југословенски републики, сега држави. Пред 3 години го обновивме тоа и оваа година сме ние домаќини, како единствено училиште од Македонија. Ние сме, значи, Колеканински од Битола, од Земун, Србија, Бања Лука, Осијек, Хрватска, Крај, Словенија и Херцег Нови од Црна Гора. Ги чекаме 6 на гости да дојдат во Битола и од 18 до 21 тие ќе ни бидат нагости, значи со сите овие пријатели кои што ни се порано, значи се викаше братски средби, сега ги крстивме караванот на пријателството. Минатата година бевме во Земун, каде што се потпиша повелбата за збратимување. Сега кај нас и како новина, која што еве ние ќе направиме оваа година, тоа е дека ќе направиме химна на караванот на пријателството, значи текстот е на Илија Мерковски, музиката на Стефан Тасевски, тоа се наши колеги и потеќе снимањето и мислам дека се ќе биде како што треба. Го споменавте училиштето во село Поешево, значи токму неодамна децата од ова село добија можност да учат во едни многу далеку подобри услови од она што го има. Што значи ова за сите нив? Многу. Значи, благодарение на општина Битола, нашето подрачно училиште сега има многу убави услови за работа. Имаме 2 прекрасни училници, значи 100 квадрати се добија простор, 2 училници и веќе и третата ја оспособува. Тоа беше како канцеларија, но за предметите природни науки, англиски, значи тука ќе се реализираат. Училиштето си има и сопарно е, значи модерните услови кои што секој училиште би ги посакало за да работи, децата се презадоволни, исто така и родителите, наставниците. Само е најважно да имаме уште повеќе деца и таму, така да и ако треба и да се проширува веќе и тоа училиште. Но во секој случај голема благодарност и многу убави услови за работа. Колеканински основното училиште опфаќа и 3 подрачни училишта. Колку овие деца ги запознаваме со она што се овие превентивни мерки, имаат ли можност и тие не само овие 3 училишта и општо сите други кои што ги имаме околу Битола да се запознаат со вашата работа од блиску, да прашат тоа што најмногу ги интересира и секако да научат нешто плюс? Јас само малку ќе извинете. Значи, покрај активностите што ги правиме во централното, секогаш истите активности ги правиме и во подрачните училишта. Значи, кога беше симулацијата за земјотрес, тоа беше насекаде и во сите 3 училишта. Исто така за утре. И сите други училишта се поканети да дојдат, но и кога требаше да се посети пожарната, сите училишта и во Буково, и во Буковски ливади, и во Поешево беа дојдени да ги посетат. И децата се сликаа, беа пресрекни, кога ги видоа и возилата, со пожарникарите кога се сретне, така да сите деца, така да се сликаат обавезно со своите идоли, така да и тие се запознати. Што е со другите? Еве директорката си кажа за овие 3 училишта кои што се под нивна надлежност. Па вторник, мислам, понеделник, утре ќе се договорим, вторник мислам имаме исто симулација во Трифун Пановски и понатаму. Во Гоце Делчев бевме, во Стипнамов мислам дека бевме.
Значи горе-долу ги поминавте Па да, училиштата. да. Тоа е И за 20 така- мај доаѓа денот на пожарникарите. Така, значи ние и моментот го чекавме кога се договоривме со командирот, кога да биде овај настан, па рече деновите кога ни се на пожарната, на пожарникарите, сакаме тогаш голем настан да направиме, така да и нас ни е чест, што на Одбраја како училиште, да овој настан биде во организација со Колеканенски училиштата. Еве за крај на овој разговор само уште со командирот поразговаравме за тоа колкава е заинтересираноста за помладиве да се приклучат кон ова професија. Кај вас пак актуелно е уписот на првачињата. Како оди сето тоа? Па да ви кажам, на многу нагорна линија, добра нагорна линија, важиме за добро училиште и мислам дека секој ден имаме голема река од ученици првачиња кои што сакаат да се запишат. Им посакуваме добра година, успешна година и среќни сме што ги имаме, значи секаде што повеќе дечиња да има. И им даваме и ние и услови каде што може да научат, квалитетен наставен кадар кој што со кој можеме да се пофалиме. И мислам дека нема да сгрешат заедно да го поминат со нас нивното образование. Па кој знае, можеби некој од нив ќе стане Така е, во пожарникар. секој случај. Јас ви благодарам многу и на двајцата што еве утрово одвоивте време да бидете наши гости и да позборуваме токму за овој проект и за важноста на ваквите проекти, колку е битно тоа да се направи во основните училишта од мали нозе, да се научат децата на овие превентивни мерки и како треба да реагираат во овие ситуации. Благодариме и вас, а на пожарникарите им го честитаме денот. Успешни уште многу години, но што помалку да имаат активности, Да. вистински вакви симулации може секогаш во секое време. Па да, ние, Така. да речем, оние, ако да имаме оперативни активности, тогаш активности да ги спроведуваме и на ваков начин. Територијалната противпожарна единица, тоа сум го нагласил многу пати, сега ќе го нагласам, секогаш во секое едно време, значи секогаш, може да може не само на вакви организирани установи, него било каков поединец, ако има било каква потреба или совет и така натака, не само за пожарите, него тука и за оđаците и за проблеми, значи може бројот 193 е секогаш отворен. Ако од прва рака не може да добијат совет или мислење од лицата што се таму, тука е командниот кадар, така да ние сме секој со народот и за народот сме и се трудиме максимално да го оправдаме тоа за што сме поставени. Јас сум убеден дека граѓаните на Битола, значи на општина Битола, како и граѓаните на општина Новац и Моге, каде што ги покриваме, се осеќаат сигурни кај нас, значи во овој момент, затоа што се она што ги имаме и технички потенцијал и човечки ресурси, колку што се толку се, максимално ги користиме со цел да се осеќаат сигурни. Фала му Богу да се статистика да немаме некои големи пожари, значи тоа е одраз на пристапот на овие пожари, значи независно дали се тие отворени или пожари на урбана средина, и се надевам дека во неки си подобри времења, значи подобри времења кои ќе се зголеми потенцијалот и кадровскиот потенцијал и така, би били уште подобри и тогаш ваквите симулации и вежби наместо сега тие ги вареме, ние ќе им се нудиме. Мислам, ќе ги значи мора некој да биде тој кој што ќе биде, да речем, двигател, иницијатор за ваквите работи. Ви благодарам уште еднаш и еве уште еднаш ќе кажам многу успех во работата и кога е во прашање пожарната служба и секако активностите на основното училиште Колеканенски. Благодариме. Благодарам.